Денеска беше последното рочиште за Сашо Сенков како обвинет за обид за убиство врз 1 села. Веќе е слободен граѓанин, откако обвинителот Дарко Јакимовски побара за него да се запре постапката. Немало докази за делото за кое речи си 7 месеци е во притвор. За тоа Сенков ќе бара одштета од државата. Постапките се уредени со нашата норматива и ние тоа ќе си го оствариме право на надоместна штета пред надлежните судски органи во РМ. Последната снимка која обвинителството ја пушти на минатото рочиште разбуди надеж и кај другите обвинети, но го спаси само Сенков. Клучното видео го омекна делото на Цејо Ѓоргиевски и Стојан Павлевски, кои веќе не одговараат за обид за убиство, туку за насилство врз пратениците. Фактот дека останува обвинет за убиство во обид го погоди Александар Јаневски Тошта, кој изгуби свест во судницата во која тешко се дишеше. Капките кои паѓаа на подот од расипаниот клима уред дополнително ја зголемуваат тензијата од неизвестност во загушливата просторија. Обвинителот го остави делото убиство во обид за 7 мина обвинети. Адвокатот на села се надева и на проширување на истрагата за други лица, кои засега се водат како непознати. Дополнително со обвинителот ќе се консултираме, пошто во новата објавена снимка има и лица кои што не било фатени со ова обвинение. Откако го преквалификува делото, обвинителот побара, а судот им ги укина притворите на Ѓоргиевски и Павлевски. Сега не смеа да ја напуштат државата. Имаат обврска да се јавуваат еднаш неделно во судот за да докажат дека се присутни овде, но и забрана да не учествуваат во протести.